Рускиот председател Владимир Путин и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун одржаа тет-а-тет средба во Владивосток, пошто следуваа разговори на пошироките делегации меѓу двете страни. Во почетокот на разговорите, двајцата лидери се согласија дека Русија и Северна Кореја имаат, како што изјавија, многу да направат за да ги зајакнат економските врски. Путин исто така ги поздрави напорите на Ким за нормализирање на односите на Пјонкјанг со Соединетите држави. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун пак оцени дека неговиот самит со Путин ќе помогне заеднички да ги координираат ставовите во врска со проблемите на Корејскиот полуостров. Ким, кој во Владивосток допатува ден пред средбата со Владимир Путин, ова го изјави и пред почетокот на самитот. 난 여기 오면서 러시아 이민들의 원동 이민들에 대한 우리 이민들의 그 따뜻한 마음을 안고 왔습니다. Самитот во Владивосток, според повеќето руски и странски аналитичари, е одраз на напорите на Русија да се постави како суштествен играч во ќорсокакот за нуклеарните амбиции на Северна Кореја. За Кремљ исто така, како што се оценува, самитот е шанса да покаже дека е глобален дипломатски играч и покрај напорите на Соединетите држави и другите западни земји да го изолира. Како потврда на ова и фактот што првата посета на Ким Џонг Ун во Русија доаѓа на околу 2 месеца по неговиот втор самит со американскиот председател Доналд Трамп, кој не успеа поради спорот околу санкциите. Москва и Пјонкјанг традиционално имаат блиски врски, иако овие односи малку време беа прекинати откако беше намалена руската финансиска поддршка на Северна Кореја по распадот на Советскиот сојуз во 1991 година.